Денеска сум во посета на општината Газибоба и на повеќе населени места, пред се како представник на ВМРО ДПМН, за да на еден начин директно во непосреден контакт и разговор со граѓаните им ги презентираме поволностите кои што ги нуди програмата на ВМРО ДПМН за предвремените парламентарни избори, она што се реални проекти, реално утврдени во нашата програма за следниот 4-годишен мандат, при што имавме досега заедно со градоначалникот, кандидатите за пратеници, со кандидатот за пратеник Трајко Велјановски, имавме средбина во населените места Хиподром, во населеното место Стајковци, сега сме во населеното место Ченто, при што директно со граѓаните дискутираме за нивните секојдневни проблеми, а исто така им ги најавуваме и проектите. Имено во оваа прилика би сакал да истакнам дека согласно нашиот план и програма за работа за следните 4 години предвидено е изградба на комплетно ново училиште во рамки на населеното место Хиподром или комплетно нов училишен објект за основното училиште Вера Јоцич. Исто така е планирана изградба на комплетно нова спортска сала за потребите на учениците во основното училиште Свети Кирил и Методи во Стајковци, која што ќе биде градена со буџетски средства. Бевме и во посета на тоа училиште, кое што во текот на минатата учебна година речиси 11 милиони денари беа инвестирани од Министерството за промена на кров и други санациони инвестиции во конкретното училиште. И сега сме во посета на населеното место Ченто, каде што разговараме со местното население, при што ги информирав дека согласно активностите во изминатиот период завршене избрана е фирма која што изработи проект. Потоа по формирањето на владата би се објавил повик за избор на фирма изведувач која што ќе треба да го изгради комплетно новиот училишен објект на основното училиште Крсте Петков Мисирков во населеното место Ченто. Така да станува збор за 3 капитални проекти за овие населени места во рамки на општина Газибоба, кои што во наредниот мандат очекувам ВМРО ДПМН да ги реализира за потребите на граѓаните на овие места.